Добродојавте во Урбаните вести. Викендов ќе се одржува 14-тата бела ноќ. Деталите следуваат во вестите виднаш по генералната најава. Зголемен бројот на пријави за булинг во училиштата. За најчиските дуќани во Скопје во се помал број. В сабота бела ноќ во Скопје. За една година цената на нафтата се зголеми за 16 денари. Булингот е се позастапен и за разлика од порано, кога децата се соочувале со овој вид насилство само во училиштата. Сега со помош на модерната технологија се појавува и нов термин сајбербулинг, кој на децата не им дава мир ниту во домовите. Првата детска амбасада во светот Меѓаши годинава ја посветува на активности за намалување на меѓуврсничкото насилство. Денеска во Македонија и во светот се одбележува Светскиот ден за ненасилство, а почетокот на месец октомври секоја година е резервиран за активностите поврзани со детската недела во организација на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Во контекст на тоа, потсетуваме и дека веќе месец и половина се одвива кампања поврзана со насилството кај децата, односно булингот. Кампањата ќе трае цела година, а за активностите на Меѓаши поразговаравме со локалниот мировен работник Фатмира Ејдари. Како што забележуваат социјалните работници, булингот е се позастапен и за разлика од порано кога децата се соочувале со овој вид насилство само во училиштата. Сега со помош на модерната технологија се појавува и нов термин сајбербулинг, кој на децата не им дава мир ниту во домовите. Врсничкото насилство не е нова појава, меѓутоа во последно време енормно се зголемува и се појавува една широка лепеза на видови на булинг, која што ако претходно било само во рамките на училишните дворови или на местата каде што децата, односно учениците играле, сега веќе преку сајбербулингот е присутно 24 сати во сите, вклучувајќи и дома и во училиште и во сите средини. Целта ни е да создадеме долгорочни решенија во однос на ова прашање. Како основна цел ни е препознавање, реагирање, навремено реагирање и превенирање на истите, но додека се случуваат, како најбезбедно да се реагира во однос на тоа прашање. Денеска е ден на ненасилството, токму за тоа се залагаме на ненасилен начин да се решаваат сите проблеми. Чинители на ова, кои може да придонесат на ненасилно решавање на конфликтите и создавање на безбедни училишта, односно средини, сите заедно, почнувајќи од родителите, старателите, наставниците и сите кои работат со деца, да ги научат децата како на најдобар начин да го идентификуваат булингот и на безбеден начин да го превенираат, било тоа дали се жртви на насилство или се наблюдувачи, односно сведоци на некој таков случај. Институциите исто така кои што ќе создаваат поопфатни и по мерки кои ќе го спречуваат овој феномен. Откако започна кампањата под слоганот "Изборовите повредуваат", детската амбасада Меѓаши бележи пораст на пријавите на СОС телефонската линија. Оттаму ги охрабруваат жртвите на меѓуврсничко насилство да се јават на СОС бројот во првата детска амбасада Меѓаши или да го споделат своето искуство со наставникот на кој најмногу му веруваат. Првенствено првенствено би било добро доколку е во училиште да се обрати кај наставникот кој што е одговорен или со кого што најдобро може да комуницира ученикот. Или може да се јави на телефонските броеви кои што ни се на располагање за СОС за деца и млади 0800 122 22 или 022 465 316. За жал имаме многу пријави за насилство на ваков вид. И со најава на кампањата се зголеми бројот на пријавување на вакви случаеви.
Повеќе кај момчиња или кај девојчиња? Тоа не би можела да го кажам статистички, меѓутоа визуелно ми па да, присутно е и кај девојките и кај момчињата исто така. Кампањата ќе се насочи и кон здружено градење средини кои нема да бидат толерантни кон врсничкото насилство и кои ќе реагираат на овие појави, воедно и превентивно делување, но и итно реагирање кога насилството се случува. Кампањата исто така се фокусира на тоа што е булинг, од каде потекнува и кого засега, кој е кругот на меѓуврсничкото насилство, кои се улогите на учесниците во чинот на насилството и како да се искорени, кој е одговорен и како да се создадат училишта без насилство, кои се превентивните чекори кои во училиштата може да се преземат ако и во случаи кога има инцидент на насилство. Кампањата против врсничкото насилство доби изголемена јавна видливост преку поставување на 35 билборди и 15 City Light постери во повеќе градови низ Македонија. Во рамки на кампањата преку целата учебна година ќе бидат одржани серија обуки за наставните кадри на тема булинг и како да се превенира и работи на намалување на врсничкото насилство и последиците од истото. Меѓаш ги повикува сите училишта во земјава да се вклучат во кампањата против врсничко насилство и прилагодено на детската возраст да разговараат на тема врсничко насилство или самите да усмислат адекватни активности. Во денешно време кога има напредна технологија, младите воопшто не се заинтересирани за изучување или продолжување на старите занаети во Скопје. Занаечиите за прва Скопска велат дека секој го избира полесниот начин на заработка. Денес во старата Скопска чаршија има многу малку вакви занаечии кои се обидуваат стариот занает да не изгасне. Занаечиството во старата Скопска чаршија ги опфаќа разните занаети кои биле застапени на подрачјето на чаршијата низ историјата. Со модернизацијата на општеството, занаечиството полека изумира. Ако едно време во старата Скопска чаршија имало една ковачка улица, крзнарска, сааџджиска, сега тоа е минато. Денес во чаршијата ваквите дуќани може да се избројат на двете раце. Причината за тоа е слабиот интерес на младите за изучување на занаетите. Екипата на прва Скопска денеска го посети единствениот крзнарски дуќан Марија, кој се наоѓа во старата Скопска чаршија, каде собствениците велат дека старите занаети во Скопје се помалку ги има, особено како крзнарскиот занает. Старите занаети во Скопје се помалце ги има, поготово е како нашиот што е. Порано постоеле ќурчи, како се развивала производството и било што и преодјале во крзнари. Единствени во старата чаршија можеби да кажам дека сме ние и другите, мада ги има во Скопје, ако ги има, потекнуваат од нашиот татко и мајка Трајко и Марија Димови. На прашањето дали младите се интересираат да научат и да работат занаед, собствениците велат дека во развојот на технологијата, младите денес го избираат полесниот начин да заработат и не се интересираат за занаети. Младите се знае, полесен начин на работа бараат, тоа сигурно, и ако видат како се работи, па ќе видиме, па ќе дојдеме, па ќе размислиме и од тоа ништо. Занает само макотрпно работење и за еден основен живот. Да ги подмириш трошковите на државата, пред се првен тоа, работникот да биде задоволен, а за нас ако остане. И ако остане, задоволни сме со тоа што го. За она што најмногу луѓето го посетуваат ова дуќанче не е само купувањето на крзнени производи, туку тие доаѓаат и за поправки на оштетените делови на производите. Странците се чести посетители овде, но не заостануваат и македонските граѓани кои го посетуваат ова место. Така што во старата Скопска чаршија ова е единственото вакво дуќанче и е атракција за оние што првпат го гледаат. Со оглед на тоа дека се ближи зимскиот период, ова дуќанче може да понуди голем избор за студените денови. Више се троши, највише првен поправките ги правиме. Тоа што ќе го видат дома дека треба да се изработи, дали постава, дали скинато, дали крагња мењавање, капи, шалеви, крагњи, некои поправка на бунди, кажав, дека се прави корекции, проширување и ако треба и готов производ може да земат. Изработено и нашите сакаат
и странците. Така да не можам да поделам тој што го сака крзното, што знае што значи природно крзно и од едната и од другата страна. Инаку крзнарство Марија во Скопје постои од 1965 година. Покрај тоа што нема голема заработка од занаетот, собствениците го работат овој занает со љубов. Дуќанот крзнарство Марија од 65 година постои во Скопје, иначе нашиот дедо Димовски Трајко со тајфата на Зарезанкови се едни од основањето на фабриката Димко Митрев од Велес. Значи, потекло Велешани и дојдени тука во Скопје 65 година. 65 година работиме во Скопје. После одењето во пензија, по одминати години мајстор Трајко, наставува неговата сопруга Марија, која го носи и убавото име крзнарство Марија. После Марија наставува со работа двете керки, Пандора и Оливера, кои и ден денеска обстојуваат, али со доста труд, доста работа и љубов према занаатот кој им е пренесен од нивните родители. Така да занаат како занаат почнува да изумира ради многу фактори, почнувајќи од времето, почнувајќи од технологијата, почнувајќи од малце и кризата, а секој го сака да го има убавиот дел на телото, а тоа е крзното. И не случајно сегде на Западот пише за ваше здравје носите од природата. Крзното како крзно е една декорација во која што поготово за понежниот пол е секогаш украсен, дали со капа, дали со кракна, дали со бунда и мислам во кое што поред убавината има и доста свое значење во кое што телото го топли. Се повеќе луѓе умираат од срцеви болести. Одбележувањето на Светскиот ден на срцето почна со активности од 29 септември, кои ќе траат до 7 октомври. Неделата ќе се заокружи со настан на 7 октомври во едно скопско кафуле, каде средствата кои ќе бидат собрани ќе бидат дадени во хуманитарни цели. Минатата година околу 11.000 луѓе од Македонија починале од срцеви болести. Тоа е причина за формирање на стратегијата за унапредување на јавното здравје, која пред се однесува на препораки за здрава исхрана и за физичка активност. Стратегијата и апелите од докторите за намалување на ризикот од срцеви заболувања доаѓаат по повод одбележувањето на Светскиот ден на срцето. Светската здравствена организација годинава излезе со број од 17,5 милиони смртни случаи, што настанале како последица на кардиоваскуларни заболувања. Па затоа, кардиолозите упатуваат порака до секој од нас да се зголеми личната едукација за препознавање на симптомите и начинот на живот кој не создава ризици по здравјето на срцето. Директорот на клиниката за кардиологија од Скопје, доктор Жан Зимбаков, ја нагласува превенцијата и сугерира дека таа треба да почне токму од нас. Зимбаков апелира до сите луѓе да дадат ветување на своето срце барем за една здрава навика, без разлика дали е тоа зголемена физичка активност, внесна здрава храна, намалување на телесната тежина, откажување од некои лоши навики, како пушењето цигари или редукција на сол во исхраната. Во сабота на 6 октомври по 14 пат ќе се одржи 24-часовната манифестација Бела ноќ. Ноќта помеѓу сабота и недела граѓаните ќе може бесплатно да посетат бројни културни настани во главниот град. Сабота на 6 октомври по 14 пат ќе се одржи 24-часовната манифестација Бела ноќ. Ноќта помеѓу сабота и недела граѓаните ќе можат бесплатно да посетат бројни културни настани во главниот град. Годинава нема да се одржи 24-часовен филмски маратон во Кино Милениум, но затоа ќе има проекции на филмови на кровот на ГТЦ во организација на Ехо фестивал. И годинава ќе има разни концерти и изложби, како и театарски представи. Преку ден ќе има и настани за најмалите кои ќе започнат во 17 часот во Детскиот културен центар Карпош со изложба на детски цртежи, а од 18 часот во Трговскиот центар Лептокарија предвидено е да се случува детска програма со колектив Ветирница. Ветеруваме и опоменуваме.
Музичка програма ќе има и во градскиот парк, а своја изложба на плочникот за соборниот храм ќе имаат и учениците од Средното уметничко училиште Лазар Личиновски. Од останатите настани го издвојуваме и првиот меѓународен фестивал на светлина Скопје Art Light District, кој ќе започне во 20 часот на плоштадот Карпушово во Станије. Во 20 часот во Македонската филхармонија концерт ќе одржи годачкиот квартет во состав Ана Контраденко, Бојан Илковски, Бојан Талески и Марија Михајловски. Покрај овие настани Скопје викендов ќе понуди уште многу други културно-забавни содржини. Со цел поголема безбедност на децата во сообраќајот, на повеќе локации во близина на училиштата во аеродром се поставува нова сообраќајна сигнализација. Пред основното училиште Браќа Миладиновци во населбата Острово е поставена нова вертикална и хоризонтална сигнализација. Новата сигнализација вклучува легнати полицајци и сообраќајни знаци за предупредување, со што се зголемува безбедноста на учениците, како и на другите учесници во сообраќајот. Во изминатиот период иста ваква сообраќајна сигнализација беше поставена и пред училиштето Блаже Конески во населбата Мичурин, како и на улицата пред училиштето Александар Македонски и градинката Сонце во реонски центар Аеродром. Општина Аеродром за овој проект од својот буџет издвои околу 1 милион денари. Во основното училиште Браќа Миладиновци, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со општина Аеродром и Триглав осигурување денеска одржа едукативно предавање за прводеленчињата, на кои што им поделија флуоресцентни елечиња. Целта на оваа акција е поголема видливост на децата во сообраќајот и нивна едукација за основните сообраќајни правила и прописи. За една година цената на нафтата е зголемена за неверојатни 16 денари. Санкциите кои што Соединетите Американски држави ги најавуваат против Иран се очекува да доведат до уште поголемо поскапување на цената на нафтата. Ситуацијата во Македонија дополнително се отежнува и поради зголемената акциза за нафта за 3 денари. Цената на нафтата на бирзите во Њујорк и Лондон е на највисоко ниво од ноември 2014 година, бидејќи пазарот стравува дека американските санкции против Иран ќе доведат до пад на понудата на светскиот пазар. Последиците од светската нафтена политика и американските санкции против Техеран веќе подолг период се чувствуваат и во Македонија. 2 пати месечно регулаторната комисија за енергетика прави измени во цената на горивата. Измените најчесто се однесуваат на поскапување, а многу ретко на поевтинување на цената. Цената на горивата не само што го засега секое семејство кое посетува автомобил, туку ја диктира и цената на автобуските градски и меѓуградски превозници, а има свое влијание и врз цената на прехранбените производи. Архивата на Прва Скопска ве подсетува на цената на горивата пред точно една година. На 6 октомври 2017 година цената на Евросупер БС 95 изнесувала 63 денари за литар, на Евродизелот 51 денар за литар, а на екстралесното масло за домакинство 39,5 денари за литар. Евросупер БС 98 минатата година се продавал за 65 денари за литар. Колку за споредба, цената на Евросупер БС 95 сега е 73,5 денари за литар. Евросупер БС 98 се продава за 75, а Евродизел за 67 денари, додека екстралесното масло за домакинство се продава за 55,5 денари за литар. Покрај случувањата на светско ниво, порастот на цената на горивата се должи и на зголемената акциза за нафта за 3 денари. Град Скопје распиша јавен повик за финансирање програми и проекти за младите од интерес за градот Скопје за 2018 година. Повикот ќе трае до 16 октомври 2018 година. Град Скопје распиша јавен повик за финансирање програми и проекти за младите од интерес на град Скопје за 2018 година. Програмите и проектите, манифестациите и активностите треба да обезбедат развој, стимулирање и презентација на општествени вредности за младите и достигнувања за подобрување на животот на младите на ниво на град Скопје. Средствата за програмите и проектите кои поддржуваат активности во различни области се доделуваат од буџетот на градот Скопје, од програмата за активностите во областа на спортот и младите во градот Скопје, во износ од 1 милион денари. Повикот ќе трае до 16 октомври оваа година. Проектот со кој се конкурира и кој ќе биде избран треба да е краткорочен, тоест целокупниот проект или последната негова фаза да заврши најдоцна до 15 декември годинава.
Потребните податоци, како и предлог програмите и проектите, програмските активности и манифестации со финансиската конструкција треба да се достават на посебна пријава, што може да се подигне во архивата на градот Скопје или да се презема од официјалната веб страна на град Скопје. Распишан е конкурсот за државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин за остварување во областа на новинарството и публицистиката. Конкурсот е отворен вчера и ќе трае до 31 октомври. Оваа државна награда прв пат е доделена во 1969 година. Распишан е конкурсот за државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин за остварување во областа на новинарството и публицистиката. Конкурсот е отворен вчера и ќе трае до 31 октомври. Наградата им се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Се состои од диплома и паричен износ, а во една година може да се доделат најмногу 2 награди. Адресата на која треба да се достават иницијативите е Министерство за култура на Република Македонија, Одбор за доделување на државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 61 Скопје. На годинашните добитници наградата ќе им биде врачена во собранието на Република Македонија на 21 декември, денот на раѓањето на Мито Хаджи Василев Јасмин. Оваа државна награда прв пат е доделена во 1969 година. Заради технички зафати во дистрибутивната електромрежа без електрична енергија утре ќе останат делови од општините Сопиште, Сарај, Карпош, Студеничани и Ѓорче Петров. Без електрична енергија утре ќе останат делови од општините Сопиште, Сарај, Карпош, Студеничани и Ѓорче Петров. Во периодот од 8 до 16 часот без струја ќе бидат делови од селото Долно Соње, од пред мостот надолу во општина Сопиште. Од 8:30 до 10 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од селото Кондово и водовод Кондово во општина Сарај. Од 8 часот и 30 минути до 10 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Колене Дилковски кон улицата Теодосиј Гологанов во општина Карпош. Прекин во снабдувањето со електрична енергија од 9 до 13 часот ќе имаат корисниците од дел од улиците Осло, дел од улицата Будимпештанска, дел од улицата Урош Ѓуровиќ во општина Карпош. Од 9 до 15 часот корисниците од село Батинци, улиците со број 4, 6 и 7 во општина Студеничани и од 11 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од селата Чајлане и Семениште во општина Сарај. Без струја во периодот од 11 до 15 часот и 30 минути ќе биде караулата Чашка, геолошки Силекс, село Грачани и село Кондово во општина Сарај. Од 11 до 15 часот и 30 минути викенд на селбата Велеполе и село Кучково во општина Ѓорче Петров. Во следните денови ќе превладува променливо време со температури кои се околу просекот за овој период од годината. Врнежи од дожд се очекуваат во среда и петок, особено во јужните делови од земјава. Утре температурата ќе го достигне 24 степен, во четврток ќе биде до 21 степен, во петок повторно ќе имаме температура до 24 степени, а в сабота се очекува големување на температурата за 2 степени, ќе имаме температура до 26 степен. Со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.